Така е, Мартин, те гледаме, се надеваме ќе те слушнеме. Добро утро, уште еднаш машко здравје темата. Добро утро и благодарам, Бранко. Токму така, колку мажите се грижат за нивното здравје и кои се најчестите заболувања кај мажите, одговори на овие прашања утрово бараме од доктор Бојан Трајковски. Докторе, добре дојдовте во Македонија наутро. За почеток, кои се најчестите заболувања кај мажите и што вели статистиката за нашата земја? Добро утро, благодарам на поканата. Сега, ако говориме, бидејќи сепак говориме за месец ноември, веројатно треба да зборуваме за уролошките проблеми. Меѓутоа, ако говориме за најчести статистички проблеми кои што се случуваат, секако тука се кардиоваскуларните заболувања и секако трансфузиолошките проблеми, кои што се најчестата патологија која што гледаме кај мажите и секако кај жените, односно генерално кај населението во Македонија. Меѓутоа, ако зборуваме за уролошките тегоби, најчестите промени кои што ги гледаме кај мажите се секако на добро позната бенигна хиперплазија или БПХ, зголемена простата кај мажите, која што е еден од најчестите проблеми, која што предизвикува еден од најчестите проблеми во уролошкиот трак кај мажите и секако би го спомнал тука, подоцна ќе разговараме за другите промени, би го спомнал и зголемениот, односно пречестото воспаление на простатата или простатитот, уретритисот, како промени кои што се случуваат и се честа патологија кај мажите во Македонија. Колку во Македонија отворено се зборува за машкото здравје и кои се симптомите што треба да бидат аларм за мажите да посетат лекар? Би рекол дека за жал во Македонија не толку многу се говори, иако во последниве години имаме подобрување во делот на разбудување на свеста кај мажите и кај машкото население. Генерално говориме на различни теми, говориме на делови на машкото здравје, бидејќи се вклучи алармот, многу често гледавме промени, особено во зголемување на она многу сериозна патологија, тоа е ракот на простатата и ракот на тестисите, кои што се промени, кои што многу често веќе не се карактеристични за старата популација, како што било некогаш порано, и се почесто гледаме релевантно тешки случаи кај мажи кои што се негде од 30-та година до 40-та година, нешто што не било порано карактеристично. Надали брзиот живот, секојдневието, стресот, лошата исхрана пред се би рекол, најверојатно доведува до многу посериозни симптоми од она што некогаш било. Ме прашавте за симптомите. Симптомите се некарактеристични некогаш. Имаме ситуации каде што и не секогаш гледаме симптоматологија, особено кај ракот на тестисите, ракот на простатата, каде што во принцип може да се случи да е тоа тивко присутно, особено кај младите мажи. Меѓутоа, во скоро 90 и нешто проценти гледаме симптоматологија пропратена со често мокрење, нокно мокрење кое што е многу често или никтурија позната, каде што гледаме голем дел од мажите каде што се жалат и тоа може би рекол најголемиот проблем на денешницата кај мажите. Отежнато мокрење, печење при мокрење, крварење, болки во бубрези, бидејќи се почесто гледаме и песок, камење во бубрези, која што е една малце подруга нефропатологија, така да алармот треба да се вклучи и при најмала промена, бидејќи верувајте никој не е сигурен, апсолутно генетската предиспозиција носи некој малку поголем и побуден аларм, меѓутоа секој млад, па и повозрастен маж апсолутно треба да посвети внимание на своето здравје, машкото здравје. И би рекол дека е многу битно да ја трнеме на страна таа стигматизација која што владее особено на Балканот, бидејќи често го слушнав и претходно колегата Станков кој што ви гостуваше во студио, нагласи биди маж. Апсолутно биди маж не значи дека не треба да се грижи за своето здравје и напротив треба да се алудира што е можно повеќе да посетуваме лекари да се грижиме за нашето здравје. Докторе, како реагираат вашите пациенти кога ќе им кажете дека треба да посетат уролог? Не е само уролог, кај нас генерално имаме проблематика воопшто за посета на лекар. Иако од ковидот навака тоа е малку сменето, бидејќи па напротив сега посетата на лекарот, меѓутоа за непотребни ситуации е многу честа. Во принцип треба да говориме за едукација на населението, треба да говориме за едукација на луѓето кои што имаат потреба од лекар и да се по можност насочат да размислуваат малку по, би рекол, критички, да размислуваат малку по соодветно кога збориме за алармирање на одредена ситуација и состојба. Кај машкото здравје ги спомнав симптомите кои што треба да се некаков аларм,
кој што би требало да нагласи дека има потреба од некаков тип на преглед. Меѓутоа тоа не значи дека кај мажот, како и кај жената, каде што се нагласува гинеколошки преглед еднаш годишно, кај мажот да се случува еднаш годишно уролошки преглед. За жал Македонија не дозволува многу чести скрининзи, иако тоа го гледаме во јавност дека има различни програми и слично, но во пракса јас како матичен лекар кој што ги гледа најдиректно оние термини за закажување, во пракса верувајте за уролог, што е фрапантен податок, се чека 4 до 5 месеци, што е недозволиво бидејќи тоа е доволно време да ние имаме некоја лоша промена кај тој маж. Докторе, сосема за крај на нашиот разговор, според вас дали маж без здравие може да биде вистински маж? Па не, апсолутно не. Податокот, бидејќи на крајот од денот од почетните симптоми кои што ги спомнавме, можеме да завршиме со, за жал, фатален исход, така да верувајте, апелот стои дека секој треба да се прегледува и нема срам во тоа. На крајот од денот изборот е на секако, па на крајот од денот е ако немаме можност јавното здравје да го искористиме, јавното здравство да го искористиме, нека се упатат приватно, па нека прежалат 2-3 денара за соодветен преглед. Доктор Бојан, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Македонија на Ви благодарам и на вас на покана. Разговаравме со доктор Бојан Трајковски, а темата ни беше токму грижата на мажите за своето здравје, но и најголемите проблеми со кои се случуваат мажите. Јована Бранко?